Zemlji, bak, liteći, koji štapće zimiš 15 ima, spodi zemlji. Dečki napravimo se opet do trnime. A mora! Da reći na standard da se čekaj malo. Čekaj.
ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за Твоја Македонија, почитуван носно на листата пратеници Ѓорѓе Стајковски, почитуван председател на ВМРО ДПМНЕ и иден премиер Христијан Мицкоски, почитувани присутни, почитувани коалициони партнери од коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ. Драги пријатели, браќа и сестри македонци, Македонија ги живее своите најтешки мигови. Државата е во хаос, институциите се парализирани. Ова не е Македонија што ја сакаш и ја заслужуваш. Овие избори се последна шанса за спас. Шанса во која можеш да веруваш, избор во кој мора да учествуваш. Македонија ти е едноставно одземена. И овие промени се за Македонија да биде повторно твоја. За да имаме систем кој функционира, за да има надеж и сигурност. Првиот чекор кон таа цел се овие избори. А сега го повикувам на сцена да ви се обрати кандидатот за пратење Ѓорѓе Шоботски. Да, се слушам. Океј, добро. Добра вечер на сите, добра вечер, моја победничка струја. Вечерот вчера беше доказ дека ината председателка на Република Македонија ќе биде Гордана Силјановска-Даткова, а ината влада на Република Македонија ќе биде формирана од ВМРО ДПМНЕ и предводена од професор доктор Христијан Мицкоски. А победата ќе почне од тука, од Струја. Јас, како млад човек, како млад стружанец, тука сум да ви потврдам дека ВМРО ДПМНЕ ќе направи на Македонија, а и на малите во Македонија повторно горди. И ова не го говорам без доказ. ВМРО секогаш било на страната на малите. Не мора сега ние да погледнуваме партиски програми за да гледаме таа вистина, доволно е само да се гледаме кандидатурите за претеници на ВМРО ДПМНЕ, каде што само во изборна единица 5 имаме тројца кандидати од редовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Ова мене, како млад човек, не прави низмерно горд, но и благодарен. Само вака се оди напред, само вака се остварува таа стара мудрост на младите и останува и мината. Ќе искористам оваа можност да им се обратам на младите. Не само тука, не само во Струга, туку и цела Македонија. Не сум тука да ви говорам за партиски програми, тоа ќе оставам на поискусните. И покрај тоа што можам да говорам за стотици проекти кои се несуваат на младите. Цел ми е да ја растерам мантата околу се присутната мантра дека сите се исти. Не верувате никому и затоа планирате да останете дома. Не гласате и сите се не идентификувате како истата политичка багра која со години ве лажела и ви искористува за да дојде на власт. Како што патем направија СДСМ со нивните шарени квази револуционери. Тука сум да ви ветам, нема да е така, не сме сите исти. Почитување, тргнувајќи од себе, тоа било размислување со кое јас сум релативизирал реалноста. Мислејќи дека мојот глас не вреди ништо и дека сите се исти. Но времето е најдобар и најмудар учител, кој ме убеди дека во минатото и сега ВМРО ДПМНЕ е вистинската потпора која на младите може да им понуди вистинска иднина тука дома. Но одлуката за поддршка на партија не се прави само бидејќи тие го нудат на доброто, туку и нашиот личен, индивидуален патриотизам и родолюбие. Јас сум тука бидејќи си ја сакам Македонија и сакам да ја видам повторно горда.
успеа да ги ограби на младите, да им го оттргне најважното. Нивната надеж, нивната енергија. Денес младите се незаинтересирани и сакаат што побрзо да си заминат од тука. Тоа воопшто не е ни за изненадување, кога актуелниот, односно председател во заминување, самиот признава дека доколку тој не би бил председател и тој би се заминал. Срамота. За СДС и други потребите на младите се далеку на дното на нивната агенда. Не е во интерес да изведа здраво општество во кое ние младите би имале широк спектар на можности, нивната кауза е криминалот. Нашата е Македонија. Мојот апел до мојата генерација е овој. Не откажувајте се. Има надеж, светлото во мракот сме ние. Ние сме тие кои мора да станат да излезат од дома и да покажат смелост. Тука почнува се од дома. Затоа ве охрабрувам. Тргнете, вложете дел од себе во Македонија и не губете надеж. Затоа што знам дека ВМРО-ДПМН ќе ни биде постојана поддршка. Оваа битка за некој е посебна, но за нас е прва. Затоа да почнеме да ги извојуваме овие битки, почнувајќи на 8 мај. Победата на ВМРО-ДПМН е победа за твоја Македонија. И благодарам на сите да живее ВМРО-ДПМН, да живее Република Македонија! Го повикувам да ви се обрати кандидатот за пратеник Јован Јаулевски. Почитувани браќа и сестри, почитувани мои сдружани, дозволете најнапред од срце да ви се заблагодарам за поддршката која што ми ја дадовте вчера и за големата победа. Ви благодарам од срце до небо. Вчера докажавме и овде во Струга, Македонија ќе е повторно наша, Македонија ќе биде повторно твоја, Македонија ќе биде повторно горда. Почитувам председател на ВМРО-ДПМН и иден премиер на Република Македонија господин Христијан Мицковски. Почитувам генерален секретар на ВМРО-ДПМН и носител на изборната единица број 5 господин Ѓорѓе Сајковски. Добре дојдовте во победничка Струга, добре дојдовте во македонска Струга. Денес е особено задоволство да се застане на оваа говорница и првото нешто што ќе се порача до нашите сограѓани да биде да се обединиме. Да се обединиме! Само обединете и тие што вчера дадоа поддршка на идната председателка на Македонија професорката Силјановска. Но и тие кои останаа дома, и тие кои гласаа за помали партии, но и тие честни наши сограѓани кои сепак гласаа за против кандидатот на Силјановска. Ќе успееме да ја постигнеме целта Македонија да застане на своји нозе и да биде повторно горда само ако се обединиме. Јас денес, како стружани си подавам рака на сите. Струга може да се обедини и Струга може да покаже како се сака Македонија. Да не се делиме. Да не ги делиме гласовите. За 2 недели да гласаме заедно и единствени за пратеничката листа предводена од ВМРО-ДПМН и за професорката Гордана Силјановска. Да им покажаме на сите дека знаеме мудро, паметно и демократски да се одбраниме државата. Почитувани мои сограѓани, ВМРО-ДПМН е создаде сериозна и одлично напишана програма, а ВМРО-ДПМН е за разлика од сите други партии го исполнува и го реализира оно што ќе го вети. Во следниот мандат, јас како пратеник од Струга и моите колеги пратеници се обврзуваме на следните работи. Надградба на пречистителна станица за отпадни води во Враништа, реконструкција на водоводната мрежа, замена на азбестните цевки и решавање на проблемот со приписото, чистење и ремедијација на депонијата во Струга,
пробивање и асфалтирање на нови патишта низ општина Струга, изградба на нова градинка, енергетски ефикасна реконструкција на училиштата. Покрај тоа, се обрзуваме на конечно завршување на вечниот автопат за Кичево, работата на патот кончата со реконструкција на повеќе регионални правци. Се обрзуваме на повеќе зголемени инвестиции во туризмот, здравството и образованието на Струга. Во следниот мандат, ВМРО ДПМН ќе посвети поголемо внимание на политиките за задржување на младите луѓе во Република Македонија. Ќе го поставиме повторно проектот Купи куќа за млади со кој многу наши млади сограѓани створија своје живеалиште и створија семејство тука во Република Македонија. Ќе го укинеме персоналниот данок за млади кои ќе заснуват прв работен однос. Ќе возможиме редовните студенти младите кои добиваат семејна пензија да работат легално без да изгубат својот статус. Ќе дадеме огромна подршка на IT секторот и на младите фрилансери кои живеат дома во Македонија. А на компјутер и интернет работат за странски компании и носат пари тука во Република Македонија. Ќе обезбедиме 150 милиони евра за политики за обезбедување на квалитетни и високо платени работни места за младите луѓе. Ќе се движиме и работиме по паролата да се живее дома во Република Македонија. Почитувани, само ВМРО ДПМН има сила и капацитет да ги реализира своите ветувања. Затоа ве замолувам да не седите дома, да не оставаме друг да одлучува за нас, да не го трошиме гласот за листи кои не може да освојат пратени, да гласаме за Македонија, да гласаме број 2 за Гордана Силјановска за председател, да заокружиме број 2 за пратеничката листа на ВМРО ДПМН. Да живее македонска Струга, да живее македонска Македонија. Почитување. Го повикувам носителот на листата пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата за Твоја Македонија во петата изборна единица, Ѓорѓе Сајковски. Кичево. Добро вечер, Струга. Добро вечер, победничка Струга, ВМРО-ска Струга. Добро вечер за нашите членови и симпатизери. Добро вечер и за председател на Општинскиот комитет на Струга кој посветено работеше Добро вечер и за поранешниот пратеник со собранието Мирче. Добро вечер за кандидатите на листата на ВМРО ДПМН Јовче и Ѓорѓи. Почитувани председатели на УМС Струга, почитувани председатели на ветерани, на Унија на жени, почитувани коалициони партнери. Почитуван председател на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицковски. Иден премиер и предводник на идната влада на ВМРО ДПМН и коалицијата. Влада која што ќе врати радоста, влада која што ќе донесе надежда и влада која ќе исчисти корупцијата која што се наталожи многу во нашата држава. Ве уверуваме дека ќе победим убедливо и во вториот круг, заедно со вас. Гледајќи ве денес тука во толка број во Струга, знам дека ќе постигнем уште поголем успех. Успех кој ќе испише нова историја и за парламентарните избори. Бидејќи во првиот круг за председателски избори на вистина како ВМРО ДПМН од опозиција ја постигнавме најголемата историска победа. Победа за председателски кандидат која што досега е незапаметена. Почитувани стружани, но почитувани гласачи од Лабуниште,
и од Оптици, почитувани од Боровец, и од Враништи, и од Верешта, Стружани и од Мислешевски пат, и од цела територија на општина Струга. Сакам да ви порачам една работа која што треба сите да ја сватиме во периодот што доаѓа. Дали сакаме да живееме во подобра држава? Дали сакаме да имаме раст и развој? Дали сакаме да имаме подобра економија? Дали сакаме нашите деца да останат тука? Сакаме. Ако го посакуваме тоа, да се обединиме околу идејата за Македонија развиена држава, околу идејата за Македонија со добра инфраструктура, околу идејата за подобро образование и здравство, затоа што и на моите браќа македонци муслимани од околината, и на тие албанците што живеат тука, и на сите стружани, и кичевчани, и охридјани, па и на тие од Битола и од Ресен и од цела Македонија им е потребна и подобра инфраструктура, и поголем економски развој, и подобро здравство. Затоа да се обединиме околу ВМРО-ДПМН, околу коалицијата Твоја Македонија и да донесеме голема, огромна победа за идната влада предводена од ВМРО-ДПМН. Да донесеме влада која што нема и никој не може да ја принуди или да ја уценува. Да донесеме влада која што сака да донесе подобар живот тука за сите нас. Да донесеме влада онаква како што очекувавме во 90-тите години кога излегавме на референдум за самостојна Македонија. И на следните избори за 12 дена излезете референдумски. Излезете со идеја онаква како што излегувавме во 90-тите години. Излезете сите и оние кои што не излегле првиот пат, од разни причини, и тие кои што гласале за некои политички субјекти, и тие кои што мислат добро на Македонија, да се обединиме за заедничка, за твоја, за наша Македонија, за развиена Македонија, за Македонија која што ќе ги врати нашите деца од надвор, меѓутоа ќе ги задржи оние кои што сакаат да си одат од нашата држава. Ајде обединети за голема победа на 8 мај, победа за Македонија, победа за ВМРО-ДПМН и победа за македонскиот народ и македонските граѓани. И благодарам многу и да славиме на 8 мај. Браќа и сестри, го поканувам на сцената да ви се обрати председателот на ВМРО-ДПМН и иден премиер на Република Македонија Христијан Мицкоски. Добро вечер, Струга, прекрасен дочек, прекрасна се тоа што се случува оваа кампања низ Македонија. Народот се обединува со добра емоција, одлична енергија. Сето тоа кулминираше вчера, но убеден сум дека оваа енергија ќе биде толку голема и таа емоција ќе биде толку голема на 8 мај, што сите заедно во Македонија ќе испишеме историја. Ви благодарам за се што правите за ВМРО-ДПМН, коалицијата Моја Македонија, Близа Македонија. Драги стружани, браќа и сестри, пролете мириса на промени. Бранот започна и нема запирење. Она што го говоре, кога дојдов тука пред некоја недела, стана вистина. Народот не сака да биде под јаремот на стотина души на дуи со држава дадена на услуга на Али Ахмети. Народот покажа дека е посилен од секој сценарио, од секоја шема направена од истите политичари кои
кои со години крадат и се богатат на грбот на сиромашниот и напатен народ. Им доаѓа крајот, цунамито се крена, а потресот го направивте вие, народот на Македонија, и ви благодарам за тоа. Нека не се чудат што ги snašlo, јас ќе им дадам одговор, ги snašao народ. Изборите вчера беа одговор за тоа што ја отзема контролата на државата, затоа што донесоа предавство, понижувања и криминали. Затоа што направија 600.000 луѓе да живеат со само 150 денари на ден. 80.000 луѓе ги оставија во тешка сиромаштија. Направија да сме на врвот во Европа по инфлација и криминал. Тешко се живе. Тоа они се на контото на Ковачевски, Али Ахмети и Стево Педаровски. Што се не се случи овие години? Рекети, скандали, афери, сорави, запалени болници, превртени автобуси, крах при ковид кризата, печалени од болните на онкологија, за кои нема одговорност. Сето тоа е начинот на кој владае оваа власт. Одговорот стигна вчера. Дупла победа во Струја против Стево Педаровски и СДСМ. Ова што ми го покажа Јовче пред почетокот на овој настан, се ближиме до 6.000 гласа, но уведен сум дека на 8 мај ќе се доближиме до 7.000 гласа. Нас против 2809 гласа на СДСМ и Стево Педаровски. За таквата победа сте заслужни вие, народот на Струга, ви благодарам од срце за тоа што го правите. Тоа за мене е огромна одговорност. Затоа што знаеме дека состојбите никогаш не биле полоши. И мораме да испорачаме брзи резултати за да народот ги почувствува практично промените. Затоа имаме план и затоа имаме програма која нарековме платформа 1998. По тој план, таа платформа, содржани се раст на економијата од 5%, 250 милиони евра за инвестиции во општините, грижа за најранливите категории преку повеќе мерки и реформи, меѓу кои зголемување на надоместото за социјална заштита, зголемување на пензиите во првата година линеарно 5.000 денари за сите пензионери, секој дете да има место во градин, посебна финансиска помош за мајките преку поврат на даноци, демографијата ни е многу важна. Мајките, оние кои што ќе родат прво дете, ќе им се врати назад данокот уплатен на доход, на личен доход за цела една година, мајка со второ дете за 2 години. Ако имаме трето дете, тогаш се враќа, има поврат на данокот на доход на мајката што е уплатен, се додека највозрастното дете не стане полнолетно, тоа се повеќе од 10 години. Поетини сметки за струја преку кинување на тарифата за пристап до мрежа, 50 милиони евра директна помош за спортот од 4 години, дел од проектите ги каже Јовче. Наистина имаме многу проекти, многу политики кои што ќе станат реалност во Македонија во годините кои што следат. Драги пријатели, работата не е завршена, победата е голема, но финалето следи 8 мај. Имаме противни кои нема државни средства, ниту методи да си ги задржат сателите. Добија жолт картон вчера, на 8 мај треба да добија црвен. Црвен картон за цела влада. Имаме обврска да им ги срушиме сите идеи за калкулации и предавства, сите нивни понижувања кои ги прават посебни изминати веденови. Ова е револуција на народот на Македонија и таа нема да запаја. Затоа ве молам,
Ве молам за подршка од сите. Повикувам на сеопшто државно обединување на народот и сите сегменти на општеството против оваа влада. Ги повикувам сите и стари, и млади, и македонци, и албанци, и турци, и срби, и бошњаци, и роми, и власи, сите граѓани, буквално сите граѓани во Македонија да се приклучат. Ова не е само моја или само наша битка овде, туку битка на народот против оваа власт. Подавам рака и барам да се приклучат и младите, земјоделците, вработените, невработените, лекарите, стопанските комори, академиците, професорите, пензионерите, буквално сите против заедничкото зло и изворот на сите страдања, а тоа е оваа влада на СДСМ и ДУИ. Да не дозволиме да не уценуваат овие што сега треба да ги смениме. Сега е момент. Знам дека ќе се обидат овие денови да оценуваат посебно овие од ДУИ, за да излезат на избори во вториот круг, за да излезат на председателските избори во вториот круг. Тоа не е воопшто државотворен чекор. Тоа воопшто не е чекор на политичка партија или политички партии кои што се представува изминативе 6,5 години, не само дома, туку и во меѓународната заедница како државотворни партии. Тие се обични кукавици кои што сакаат да оценуваат и се силни само тогаш кога пред себе имаат слаб противник. Знам дека се уплашени, уплат ги фаќа од коалицијата која што вчера се случија, тоа е коалицијата на ВМРО ДПМН, Твоја Македонија заедно со народот во Македонија. И знам дека ќе се обидат да оценуваат на подли сценарија, се со цел да не успее вториот круг на председателските избори. Да ве подсетам, и ВМРО ДПМН два пати во својата поднова историја беше пред таков предизвик. Првиот пат тоа беше 2004 година, кога тогашниот кандидат на СДСМ Бранко Стаменковски стана председател. И тогаш се случуваше тогашниот поранешен председател на ВМРО ДПМН да повикува на бојкот, а тогашното актуелно раководство да не биде за идејата за бојкот. Се сеќавате, се случи првиот раскол во партијата таа година 2004. Но тогаш ВМРО ДПМН и граѓаните одлучија да се борат во вториот круг, иако шансите не беа големи, иако шансите беа известни поради девијантното однесување и полнењето на кутии во определени средини во Македонија, се со цел Бранко Црвенковски да стане председател. Но тогаш ВМРО ДПМН не беше кукавица. Излезе и се бореше и колку можеше да се води во тој момент. Вториот таков настане ќе подсетам во 2019 година, пред 5 години. И тогаш малкумина веруваа дека можеме да ги добиеме председателските избори. И тогаш може да имаше такви кои што мислеа дека е примамлива идејата да го бойкотираме вториот круг, да не се бориме и како кукавици да се повлечеме. Но тогаш прв застанав и реков, ќе се бориме до последна капка крв, често ќе се бориме, знам дека се шансите мали, но седо дека постојат и најминималните шанси, нема да се повлечеме, ние не сме кукавици, ние сме на трешната македонска револуционерна организација и тоа не сме никој да го заборем. И се борем. Загубивме достоинствено, во првиот круг имавме 318.000 гласа, професорката Силјановска, во вториот круг дојдовме близу 378.000. За жал тогаш Стело Педаровски освои околу 420-30.000 гласа и стана председател. Но и во поразот, ние како ВМРО сме биле достоинствени. Еве чекавме, работевме макотрпно, работевме жестоко, бевме со вас. Цело време народот на Македонија беше нашата инспирација да издржиме. И кога беше најтешко, кога многумина велеа дека ќе попуштиме, дека нема шанси да издржиме. Вие бевте нашата инспирација и ние се боревме заедно со вас за вашите семејства, за еднината на нашата земјичка Македонија. И дојдовме.
Najprvi na lokalните избори, двойна победа, дојдовте на овие председателски избори и вчера заедно со вас имаме водство поголемо од вас према еден в однос на Стево Педаговски. 360.000 на 180.000 вас. Затоа што верувам. И сега, народе на Македонија, немојте да дозволиме овие кукавици да уценуваат. Единствен начин против овие уценија, излезете масово, застанете позади игниот председател, да им посакаме добре дојде на игниот председател на Македонија Гордан Силјанов Светавко, да му посакаме добре дојде на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија како една влада во Македонија на 8 мај. Застанете до нас, обединете се околу промените. Тоа е иднината во Македонија. Се останато е политиканство и игри на политички кукавици, кои што знаат да се закенуваат и навредуваат, а во суштина се обични кукавици, глувчини. Затоа, браќи и сестри, од овде, од Струга, градот на Непоправот ве повикувам. Излезете масовно, мобилизирајте се, застанете со нас, заокружете го број 2, да направиме Македонија повторно Горда, да направиме Македонија повторно Твоја. Да го направиме овој мандат, а и да ја направиме оваа деценија во нашата историја нешто кое ќе се памети со генерации. Ајде да ја промениме реалноста, да го промениме секојдневието, да го промениме светот во кој што живееме на подобро. Во името на овие деца кои што денеска се со нас, во името на вашите семејства, во името на нашата татковина Македонија, ве повикувам, застанете со нас и заедно да извојуваме историска победа на 8 мај. Да сте ни живи и здрави, од Бога благословена Струга и Бог да ни ја благослови нашата татковина Македонија. И благодарам на се.
Grazie.